Добродојдовте во Зебра. Дебатата која почна со одлуката на Уставниот суд дека отворениот регистар за осудени педофили е нарушување на нивните човекови права и натаму останува интензивна, особено од кога дел од јавноста го постави прашањето чии права се поважни, дали на децата или на сторителите. Токму затоа и денеска ја продолжуваме оваа дебата, ја продолжуваме оваа тема во која прашуваме дали граѓаните треба да имаат константен увид во отворениот регистар за тоа кои се осудените педофили и дали може би живеат во нивната околина или задираме во прекршувањето на човековите права, особено на правото на приватност. Во студиото на Зебра со нас, како учесници во дебатата, се господинот Душко Миновски, председател на Државната комисија за заштита од дискриминација, и господинот Драги Змијанац, председател на првата детска амбасада Меѓаш. Добре дојдовте. Добре дојдовте. Господине Змијанац, дали еден целосно отворен регистар на осудениците за педофилија ќе помогне за поголема заштита на децата? Дали Меѓаши се согласува со една ваква мерка? Делумно. Зошто? Еве, една недела има силување, родоскренавање во Кочани, Штип, 4 девојчиња во Карпош. Значи, ако Централниот регистар би гаранција како превентивна мерка дека нема да се повторува родоскренавањето, сексуалната злоупотреба и педофилијата, би вродил со плод. Тоа е едното гледање. Второто гледање е, мислам дека се направи малку замена на тези. Не верувам ја дека уставните суди се грижа за приватноста, интегритетот и човековите права на педофилите, туку треба да се тргне од заштита на интегритетот и личноста на детето жртва на сексуална злоупотреба, и од тој аспект може би треба да се размислува и за ограничен пристап на Централниот регистар, како една од мерките со кои ние се согласуваме. Целосен увид треба да имаат сите државни институции кои работат со деца, а граѓаните по одредени околности на нивно барање основен сомнеш дека можеби во соседството живее педофил, Министерството за внатрешни работи треба да му даде увид, се со цел превентивни мерки за да си го заштити детето, но треба да знае граѓанинот дека доколку превземе одредени активности против тој педофил и ја земе правдата во свој раце и едноставно превземе активности кои можеби утре ќе го доведат него и неговото семејство да одговара за тоа сторено дело, е опасност да граѓаните преземат работата правдата во свој раце. Мислам дека комбиниран начин на Централен регистар со хемиска кастрација и носење на електронски алки, односно следење на педофилот каде се движи, затоа што се покажа многу случаи на педофилија и во градинки, и во основни училишта, и во спортски клубови, и во црквата, и католичка, и православна, и мислам дека на тој начин полицијата и центрите социјална работа треба да имаат навистина увид каде се движи педофилот, а медикаментната терапија треба да му помогне психичкото расстройство да го контролира нагонот или бидото педофилот за да не се повтори делото. Во противно, ако се повтори делото, ако откажа сите овие превентивни мерки, ставот на првата детска амбасада во Седот Меѓаш е јасен. Доживотна казна за секој рецидивист или целосна изолација, затвор, болница. Дали не смитате дека доколку во случај нели кога би постал ваков ограничен пристап во кој што граѓаните треба во некого да се посомневаат, па тури до тогаш да побараат. Да. Значи дека или пак полицијата може да ги информира веќе кога целата постапка е во неколку чекори, дека тоа можеби ќе ги одврати граѓаните. Не. Ако полицијата треба да има должност, ако навистина во таа зграда, во тој блок живее педофил, треба да ги информира сите. Но јас говорам не граѓаните да ја земат правдата во свој раце. Нели имаше теза јавен линч. Не јавен линч се мисли на педофилите, тие треба да бидат обзнанети. Но не смеат граѓаните да ја земат правдата, затоа што на тој начин па државните институции се амнестираат од превземање на дополнителни мерки на одговорност за превенција. Доколку се повтори делото, како што кажав, мора да превземат поригорозни казни, доживотна казна затвор, иако морам да кажам дека во кривичниот закон постои еден член 188, морам да ја пофалам оваа влада дека ние во август на наше силно инсистирање на многу случаеви на итна седница во август да предложи до Собранието на Република Македонија на наше инсистирање двојно да се зголемат казните, но кога се зголемија двојно казните ние очекувавме тие репресивни мерки да имаат превентивен карактер. Се покажа дека и со високите казни повторно имаме
повторништво, односно педофили. И кога ги поддржавме во Централниот регистар, очекувавме Централниот регистар дека ќе ја подобри состојбата. Гледате, само за една недела имаме 6 случаи. Значи, ни Централниот регистар не е доволна мерка. Она мерка која мислам дека мора да се воведе, тоа што го има Велика Британија, тоа што го има Полска, Чешка, Данска, Молдавија, Русија, Јужна Кореја, да не ги набројувам, а тоа е хемиска кастрација и на тој начин неговото психичко расстройство на педофилот ќе се стави под контрола, либидото и нагонот, и тогаш имаме шанси колку толку со контрола на неговото движење да се стави под контрола ситуацијата. Господине Миновски, по ваквата одлука на Уставниот суд, што им останува на родителите како некој вид на заштита и грижа за своите деца од педофили, значи, но и од оние кои што го повторуваат, кои што се осудени, кои што живеат во нивна близина. Само да напоменам дека во првиот дел од оваа емисија нашиот колега Наум кажа дека кога тој го отворил и го проверил регистарот, во своето соседство открил, значи, дека еден од неговите соседи е осуден педофил. Вели, јас нема да направам ништо, но секој пат кога ќе го видам во близина на градинка, на училиште, на игралиште, ми се вклучува алармот. Така да, проблемот е многу комплексен. Јас најмалку имам намера дека сега да бранам одлуката на Уставниот суд, тама работа. Меѓутоа, значи, мора да се гледа системски на целата ситуација. Да, дека примарна и државата има примарна задача да ги заштити најневините, оние што нели самите по себе не може да ангажираат, да знаат да постапат, нема доволно социјална и емоционална зрелост. Не може да ангажираат адвокат да ги заштити, нели, на време да се јават ке мама, ке тато и така натаму, и затоа сите сили се насочени и концентрирани кон децата. Меѓутоа, кога расправа Уставен суд треба да го гледа проблемот комплексно, нели? Во тој случај имаме ситуации на најбрутални убиства и така натаму, па луѓето, нели, кражби, разбойништва од најтежок вид и така натаму, па луѓето добиваат одредена затворска казна, излагаат после тоа и се фактички рехабилитирани. Значи, не е едноставен проблемот, многу е тежок. Она што би сакал да го напоменаме дека сигурно дека од кога влегове во новиот систем, нели, кога предов од едно уредување во друго уредување, најнаш кога да почне нешто да се случува и кога да се зарази од педофилија. Нема врска. Тоа било порано, и тоа порано имало табу, имало култура, традиција каде што, нели, се остануваат во семејството, ќути ќерко, ќути снао и така натаму, не сме да се слуша, да се каже, што било драматично потешко. Сега бар говориме и се соочуваме со најфрапантни ситуации, значи, добро каза господин Змијанац. Имаме зголемување на казните, рецидивист, повторно прави, значи многу е комплексен проблемот дефинитивно. Како и за дискриминацијата, така како, нели, специфичен облик на повредување на човекови право, така и подноста педофилијата, разни земји во светот прават разни обиди. Има универзална декларација за човекови права, 48 година, Обединетите нации, таа е постулат за сите останати понатаму носени декларации и така натаму, нели, закони, во која што вика дека ние сите се раѓаме со дигнитет и права, слобода и права. Сите на оваа земјска кугла, меѓутоа знаеме дека има многу прекршувања на тие права по разни основи. Сега многу е комплексно прашањето. Од една страна Уставен суд пресудил така, меѓутоа единствено што превагнува на тасот на тежината, да речеме, кон оваа ситуација на Министерството со регистарот, дека може би е премалце што го вика Змијанац, може би треба и други драматични ситуации да покренуваме, не се драматични, него посериозни. Останува на тоа дека на вистина бар правиме почетен обид. Еве сега имаме измена на законот за регистарот за педофили, значи имаме вметнување на уште две мерки кои што не биле претходно. Имаме посочување дека тоа ќе биде Заводот за социјални дејности, централна институција каде што ќе се фокусираат, нели, сите анализи ќе доаѓаат и сите осудени за овој чин. И она што е важно дека наместо МВР, значи по одреден период кој ќе излезе оној што го направил делото, дека ќе треба на одреден период да се јавува, нема да биде МВР, туку ќе бидат центрите за социјална работа кои што се, нели, по закон за семејство органи. Да, ќе се јавуваат. Има само уште една дилема околу тоа. Не треба да биде педофил ставен на централен регистар од како ќе биде осуден. Туку треба да биде ставен од како ќе излезе од затвор. На јавноста, на граѓаните, на институциите, тогаш е потребен педофилот, неговата слика и профил. Значи, додека е затвор 15 години, зошто да се прави драматичност околу семејството, бидејќи предпоставката е секогаш, не само предпоставка, статистиката е 70% на децата педофилите им се познати. Тоа се некои чичковци, вујковци, тетки. И замислите колку е тоа драматично за детето кога тоа ќе знае дека неговиот татко ќе биде ставен или чичко на централниот регистар. Значи, тоа е исто така проблематично за детето жртва. Ова што сакав да кажам,
покрај централниот регистар, ако не се воведат дополнителни мерки, ние не можеме да ставиме контрола на педофилијата. Тоа се покажува и во оваа недела. Значи мора да работиме систематски, но уште нешто е многу важно. Мислам дека фали на децата дополнително образование и вештини за самопревенција. И охрабрување за да го Прво треба да се препознаат и знае го дека кажат. секое премолчување значи соучесништво и на возрастните и на децата. Второ, мислам дека многу малку се работи со децата на правото на приватност. Што е лош допир, што е добар допир, како детето треба да биде воспитувано, да кажува кога некој го вознемирува сексуално. Родителите треба да знаат кога детето се повлекува, што му се случува. Родителите треба да бидат сигурни дека детето колку што е помало, толку помалку шанс има да лаже за тоа што му се случило. Никако не сме детето жртва да биде на сведочење еднаш, два пати, три пати во центарот, во полиција и така натаму. Затоа се залагаме за тие специјални скрин соби каде што цел тим ќе биде и ќе се во еден видео запис ќе се документира. Никако не сме на инсистирање на одбраната таткото родоскрнавувач да се соочи со ќерката која ја подведувал на орален секс и која кога ја вратиле назад во еден град, да не го споменувам, од Западна Македонија, бидејќи Центарот за социјална работа нема згрижувачко семејство за деца жртви на сексуална злоупотреба, девојчето било вратено, мајката и чичкото извршиле притисок и девојчето ја сменило изјавата. Да не била учителката од тоа училиште и првичната изјава, тоа девојче тој осуден педофил, односно родоскрнувач, немаше да биде осуден. Значи немаме ни капацитети за згрижување на децата жртви. Вие кога ги враќате само малку. Ти мене ме упадна преска, сега ќе ти упадна на тебе. Упадни- Може? Ама не, упадни упадни ми, не ме оставаш, не. Согласувам. Само да кажем уште Ајде да на крај. Без прифатилиште за деца жртви на сексуална злоупотреба, каде што првите 48 часа, кои се клучни да бидат отргнати, згрижени, да се почне процес на ресоциализација, рехабилитација, ќе имаме проблем ако децата ги враќаме во местото на злосторот, местото куќата, ужасот таму каде што детето било силувано. Случајот со таткото право на видување, со поранишниот воен ветеран Сашо. Центарот за социјална работа дава право на видување на татко кој обавува тешки кривични кражби, кој неговата вомбрачна сопруга тера на проституција. Тој го замолува центарот да бидат двете девојчиња згрижени во љубанци. Центарот по најдобар интерес на детето одлучува да се гледа со таткото. Таткото со неговиот другар ги силува 6-годишното девојче и 8-годишното девојче. Некој сносеше одговорност за таа постапка во центарот? Никој. Од Министерството за труд и социјална политика никој. За после тоа да се случи таткото од Велес, кој ги силуваше 1 година, 4 години и 6 години. А уште пострашно е, судот не можеше да досуди поголема казна од 15 години, затоа што ги третира како едно кривично дело. Не секој дете по едно кривично дело да досуда 45 години, туку 15 години. Јавниот обвинител има врзани раце, бидејќи така ги третираат едно кривично дело, независно колку деца се жртви. Има ли капацитет во центрите да работат на терен со овие деца, но и со семејствата? Ние збориме по свестом ситуација од која ќе се случи така натаму. Во основа на што би сакал да го кажам е дека треба на превенција да се работи, на подигнување на свесноста. Тука се сложуваме. Има различни пристапи кои се третираат деца, возраст и така натаму. Ако идете англискиот модел, значи таа душа е повредена детска душа и тоа трае. Тешка травма од сите травми кои може да му се Се случи. сложам змејанац, говорете во тренци сега пратиш и така натаму, само пратите толку. живеам со Што вие сте направиле, после тоа ќе збориме за тоа. Значи, има пристап каде што вика дека тоа најголемо злодело што се случило инцест и така натаму мора да излезе од тие актери. Значи тоа е пристапи се. Италијански модел, белградски, хрватски, тоа ќе видиме. Мито тоа се кој ќе се случи. Што правиме? Фокусот пред се треба да го ставиме конкретно на министерство, да центрите за социјална работа со превенција и така натаму. Сигурно дека нема да идеме од врата на врата, не да прашаме дали некој случајно препознаваме дека е педофил, туку она што го рече Змејанас, да, во предучилишните установи што е многу важна едукација, веќе конечно се наметнува прашањето за формирање на така наречени училишта за родители. И тоа не само за родители кои што во дадена ситуација имат одредени конфликти и проблеми, затоа што ги имаме, негде вешто ги прикријаме и живееме така, негде различни сме сите. Мито имаме многу луѓе што не знаат да бидат родители. Они требале да примат емоција на времето, затоа не се криви генерално. За да знаеш што значи ако детето му е тажно, весело или тажно, нервозно, дека треба да му се придружи да го гуше. Немаме време. Ќе оставиме 10-15 евра, по некој динар и така, на тоа сме испреле совеста. Значи, некои луѓе добиваат ради природата и дај Боже добиваат деца, не знаат да бидат родители. Смета дека физичкиот интегритет им е зашите. Има да преспие, има да јаде, има да школа, голема работа. Не правиме. А камо ли она што вика Змејанас да направиме муаве дека
али подучени како тоа треба се направи. Значи со сериозен пристап, дека одредени допири се непријатни, дека така не може да се случува, дека треба да кажат, да се ослободат да разговараат на таа тема. Имаше револуција кај нас направено дали да има сексуално образование или да нема, ми тоа идеме напред во демократизација на процесите, мораме да воведеме. Зошто да биде тоа табу? Значи на сите нивоа. И дури после тоа со мерките се сложувам исто така дека можеби премал за регистарот, ми тоа е неопходен регистарот и јас давам поддршка на сето тоа дека само да кажам има уште една предност, извини што те прекинав. Да. Тој педофил е добро регистрот да умрежување на сите регистри во целиот свет, затоа што тој може да отиде во Тајланд. Може на друго место да го стори тоа кривично дело. Евидентиран во Македонија ќе се знае во целиот свет. И исто на влезот на педофилите во Република Македонија. Тоа е во некој понапредно ниво на емисијата кој ќе доеме. Значи збориме и се извинуваме. Значи збориме за нешто без оглед на се што имаме, нели, напред да речеме технологија и така натаму, многу ретко некој отвара на регистрите и така натаму да гледа. Значи мораме многу поназад. Анализирајќи и разговарајќи со многу колеги така натаму, и денеска имавме контакт, значи со директорката на Републичкиот завод и така натаму и со многу колеги мои. Значи во комбинација мора да има, значи мора да знаеме дека постои регистар и сега нема тука многу сентименталност и за неговото семејство. Би требало да водиме грижа, меѓутоа ако тој кој сериозен возрастна личност не водел грижа, значи мора да ја чувствува таа чувство на вина да има. Второ, мора да имаме комбинација на нашо начин хемиска терапија и психотерапија. Значи во тој контекст мораме второ нашиот педофил овдека во Македонија, за разлика од она што значи во Европа и во светот, се има разлики. Таму збориме за високоинтелектуални личности така натаму, со оние професии, нели, музичари, професори по физичко, овдека збориме за лица широк е диапазонот премина возраст, од 20 до 45 до 50 и така натаму. Значи нема ни тука некоја ситуација. Имаме ситуација дека најчесто од руралните средини, лица кои што во својот живот значи не успеале да се структурираат како зрели личности, кои што имаат некој дефицит во тоа, нереализираност и така натаму, се најмногу често осамени. Значи први посегнуваат, а сепак дека стои дека ова се познати и така натаму, најчесто се знае дека најчесто се од машки пол, има и ретко и жени, и дека се 10 до 12 годишни девојчињата први, меѓутоа и машките жртви. Значи тоа се општите показатели, се што треба, значи еден системски период, отварање на училишта за родители, во кој што сигурно сериозна тема ќе биде и оваа која е горлива, да видиме како ќе се заштитиме и така натаму, значи да Имате ова како проект веќе? Као размислување во Министерството, да, се уште не е конкретизирано, затоа што мораме, нас ни се случуваат многу работи по однос на малолетничката престапништво, деликвенција, и по однос на разбойнишкото однесување на децата, по однос на конфликтите во семејството и така натаму, значи се помалата грижа, она вистинска грижа во права смисла која е покрај најнормалната физички интегритет, школоство и така натаму, обврските што се редовни, затоа што нема прв да кажам, во Македонија генерално, не за сите секоја чест на родителите, дали е дефициентно семејство, еден родител или 20 родители со проширено семејство не е битно. Имаме емоционална тапост. Значи луѓето не знаат да ги препознаат и да ги дадат емоциите. Значи тие нашите деца очекуваат од нас да ги гушеме, да ги прашаме зошто се денеска весели, што се случило. Не мора тоа да биде не знам со сати, меѓутоа во определен период на денот да се знае. Со мобилната телефонија свршивме работа, значи мислиме се переме совеста, ало, кај си, еве пишуваме задачи, они може прават коктел партија со водки, со и така натаму, игра 300 игри, значи немаме сознание. Ние важно сме испреле совест. Ео, тука веќе почнуваат проблемите и толку треба. Сериозен е проблемот, дефинитивно не може да кажеме не, меѓутоа правиме обиди максимално како министерство. Добро е што имаме граѓански сектор како што затоа што во сите дејности немаме сериозен одговорен, значи граѓански сектор како што е меѓаши господин Драген Зимјанец, во тој дел значи имаме продолжена рака во тој дел, меѓутоа тоа не значи дека само една институција треба да се шири процесот, затоа што на секој ниво, во секоја локална самоуправа мораме да го анимираме проблемот. Исто така би сакал еден апел сега тука да кажам, секоја чест на новите администрации, новите градоначалници и така натаму, нека продолжат со инфраструктурните проблеми кои се горливи, меѓутоа мора конечно да видат во семејството што им се случува. Дали има, значи имаме најразлични проблеми, конфликти во семејство, семејно наследство, дрога, значи хендикеп во семејството, одредени ситуации со вакво злоставување, значи не можеме да останеме мирни на сето тоа. Направивте ли ревизија во министерството апропо овие кардинални грешки што им се случиле на центрите за социјална работа? Не само тоа, него ќе се создаде забуна, Душко каже на работа многу интересна. Не меѓаш и продолжена рака, туку нашата агенда сега е владина агенда и ние се радуваме кога ќе го наметнеме на топ проблемот и владата како извршна власт треба да го спроведе. Ама не можам да сватам кога државата не разрешува некои многу видливи проблеми каде што можеби и потајно затскрива некој насилник како случај со девојчето и сукалото село Лабуниште. Што тука сакам Јас сакам да бидам многу прецизен.
кога тој гинеколог кажал дека на тоа девојче има отсуство на хименална мембрана, а не кажал како настанала повредата, дека е невозможно девојчето во 22:45 да се качи, да исклучи сијалица и да се надене на сукало. И кога од јавен обвинител добиваме дека нема сексуална злоупотреба, Центар за социјална нема, полиција нема, а двајца форезничари велат дека и има и тоа во две различни периоди настаната, и кога новинарката од Фокус Мирослава Симоновска се обидува 29 до 31 јануари да добие запис што се случувало во МВР Охрид и вела дека нема пристап на податоци од јавен карактер затоа што може да се доведе безбедноста, интегритетот и суверенитетот на Република Македонија под прашање. Ние навистина сме сериозни дека можеби во такви случаеви и не може јавноста да дознае вистината како може Македонија да е прва земја во светот кај што девојче ќе се надене на сукало и ќе изгуби невиност. Значи, тука не застануваме. Верувајте, овој случај мора да продолжи понатаму заради опасност евентуална, значи не тврдам, не само да се повтори, него опасност од можности од трговија со деца и луѓе. Значи, тоа е крај каде што не се знае како настанала таа повреда. Може би не било сексуална злоупотреба, може би била намерна повреда од некое возрасно лице. Но мене ме загрижува што секретарката која го пријави случајот Сенада Бешкими, после објавување во јавноста имаше голем притисок и се повлече. А тоа беше многу позитивен пример каде што институција, човек од институција дојавува случај. Но, а мајката на видеозаписот, само уште ова ќе го кажам, кога говори дали вие го подведувате детето, таа ја наведнува главата и кажува ја не би го давала детето за 50 или 100 евра. Значи она оперира дури и со одредени суми. И зошто таа иста мајка веднаш после тој случај се иселува од тоа село? И каде е сега тоа девојче? Што се случило со тоа девојче? Дали можеби имало нешто што ние не го знаеме, а заслужуваме да го дознаеме како јавност? Зошто вакви кардинални пропусти во процедурата или каде грешат институциите? Ваму Центарот за социјална работа не може да има осознание дали некој злоставуван, насилуван и така натаму, тоа си имаат нели форезничари и така натаму кои утврдуваат. Центарот е надлежен да му пруži заштита, особено на детето или на воздравството, кој не е во состојба сами да се грижи за себе. Значи тоа ни е превсходна улогата. Ја би рекол како и во органите на МВР и во здравство и во образование и во сигурни труд и социјала имаме професионални и непрофесионални лица. И тоа помина веќе времето на од овој тип на на заташкување. Веќе имаме институции кои што е мојата комисија значи комисијата за заштита од дискриминација, народниот правобранител со кој што имаме изворена соработка, Хелсиншки комитет и така натаму, значи мора да се анимираат случаевите, да се знае точно и да се преземат консеквенции кон тие лица. Значи има шанса ова да добие завршница. Па да, не може едноставно. Овој и оние претходни случаи што ги спомнав. Помина веќе времето од бившиот систем кој можеше. Сега веќе во овој степен на цивилизацијски односи, на демократија и плурализам и така натаму, веќе не смее такво нешто да се случува. Меѓутоа, да не остане, да кажам, во центрите за социјална работа секојдневно, значи ние сме чувствително општество. Овој транзиционен период навистина многу тешко го поминувавме и верувајте ми, колегите, не сите, секоја чест на професионалните така натаму, и ја одиграа најголемата амортизирачка ситуација. Значи вие еден огромен број на луѓе останаа на улица, значи мажите посебно беа доминантни во смисла како економски столбови, па изгубија таа доминација, па најнаш дојдоа дома, па не може да се снајде, па настанаа конфликти во секаков размер. Центрите за социјална работа, значи ви кажам многу позитивни примери кај што успеале. Меѓутоа, ова со љубанци случајот, знаете некаде секогаш целите не може центарот да бидат, значи колегите мои, стручните тимови таму, поголеми родители, условно кажано, од самите родители. Значи нашата цел е не по секоја цена да ги одзимаме, не по секоја цена да ги сместуваме во дом, туку да му помогнеме на семејството кое што е во ризик и кое што можеби недоволно се снаоѓа во тие своји улоги. Ако може само да додадам една многу важна. Само на змејанат сме се дозволили, можам ја со рака? Добро, ајде. Еве ќе почекам. Улогата на центарот е превенција, значи не да се одземе родителското право како таткото ќе го силува детето или мајката Джанич ќе губи детето па го одзема родителското право. За овие моментиве со педофилија и така натаму во светот, дослушаме за ова, тоа е мој факт. Е така. Значи јас се сложам превенција, значи за превенција ќе треба да имаме 100.000 социјални работника тогаш и секојдневно да шпартат. И по еден социјален работник во училиште. Сегде треба, да се жив и здрав. И дефектолог сега не треба, се треба. Меѓутоа факт е дека е општествено економската ситуација таква како што е, ворете. Затоа се и добри организации, не 7.000 организации невладени имаме од кои можеби 10% прашање толку дали се навистина обавуваат некоја своја мисија како што треба. Значи проблемот е многу подлабок и да не фрламе само на едно место. Центрите за социјална работа се многу витални институции. Значи они навлагаат во семејството и ги решаваат проблемите. Меѓутоа секогаш навистина треба и ресурси. Не се во доволен број, се прават обиди така натаму се
вакви Така, случаи да. дека остануваат без завршница, да, или дека се прават вакви кардинални грешки од луѓе кои што треба да ги заштитат децата и семејството, значи како ќе ја мотивирате јавност и граѓаните, па дури и децата, значи да пријавуваат, да препознаваат насилство, а да не се плашат при тоа дека за 10 дена ќе им се врати злоставувач од дома. Така, еве. Или тие ќе се вратат кај него. Е, ќе со биде него вратени. меѓаш во училиштата се прават, значи многу обиди, меѓутоа веројатно не се достаточни и доволни. Значи мораме да анимираме јавноста. Второ, постојат институциите. Народен правобранител, Комисија за заштита од дискриминација. Ние сме должни да реагираме на вакво нешто, односно да побараме да се направи ревизија. На случајот дали се постапило, не се постапило. Заради оваа цел се формираше во Министерството за труд и социјална политика социјална инспекција, посебен сектор, значи се трошат големи ресурси, колеги кои што реагираат на најразлични по најразлични основи, даваат препораки. Тука е Завод за социјални дејности кој што од стручен аспект, значи е институција која што ги следи новите трендови, дава нови методологии, концепти и така натаму во развојот на социјалната сфера и врши надзор над работата. Може директно да каже да, овој педагог дошол дал лоша препорака, лоша мерка, социјалниот работник лоше извршил проценка и така натаму. Ама последиците се преголеми, значи некое дете понатаму нели има сериозни последици, затоа мора да Да, одговара. но без одговорност имаме проблем. Значи мора државните институции да превземат одговорност и да признаат кога ќе сгрешат. Еве, ќе ви дам еден пример. 11 октомври домот. Во рок од 6 месеци Јове Костадиновски грабнува 2 деца од таа институција. Едно го силува 21 ден, никој не знаеше каде е. За никој не одговара во таа институција. После тоа едно дете воз го сгази, никој не одговара. Атанаско побегна, Викторија побегна. Значи без барање на одговорност некој таму, тој е старател институција, тој е као родител, исто. И во таква констелација кога нема одговорност кај Џановиќ, нема кај 11 октомври, нема кај Сашо, поранешниот воен ветеран, нема кај тој од Велес, нема кај овој, нема кај оној, Исклучокот станува правило. почнува системот веќе да станува проблематичен од аспект на мобилност и динамичност. Јас знам дека Центарот за социјална работа има многу ингеренции, но нема ресурси доволно, нема капацитет и не се доволно на терен. Значи, ајде, ако веќе дефиниравме дека има клучна улога, социјалниот работник не е едноставна работа. Тоа треба да направи анализа, амнеза на секој семејство во ризик или дисфункционално семејство, независно од економската благосостојба. Тој треба да го слушне првиот крик на детето, не да стигне до психологот, педагогот или до полицајскиот инспектор, него социјалниот работник навистина има клучна улога и мислам дека Министерството тука мора да направи клучен увид. И уште нешто, морам да пофалам со новата стратегија, гледам дека една наша препорака земале сериозно предвид, а тоа е сите деца да бидат вклучени во градинка бесплатно и тоа да биде решение за сите оние деца кои не се вклучени во образование и кои се жртва на најлошите форми на злоупотреба на детски труд. Ако тоа заживее, навистина е за почет. Во овој контекст за да имаме нели конструктивна со муабетот, да, загрижувачки се состојбите, детски судбиници и така натаму и тоа да ајде да не идеализираме. Значи не може да замислиме ни Република Македонија инкубатор. Нели, па сите сме тука, па добиваме храна преку цевче, кислород и така натаму и живееме. Тоа е динамична работа, се случуваат проблеми. Второ, институциите кај нас, освен малолетечки затвори и така натаму, тоа се од отворен тип. Дали ќе се случи во семејство, а се случуваат и тоа не е така драматично. Меѓутоа се случува од 11 октомври. Па да, тоа дете искача, има потреби, треба до 12 се прибира, треба и моите ќерки на пример, па не се прибира, па загрижени, незагрижени, воспитувачите прашуваат, има сознание, нема сознание, чи сакам да кажам не да ги правдам, меѓутоа дека понекогаш и не можете, не знам како стрикно да направите. Ќе воспитувачот не се јавило детето на време, е должен да пријави во Но полиција. ако 21 ден некој си живува врз тоа дете, како може Да, или ама никој во домот да не сноси одговорност за тоа? Како да се не се одговора? Значи, они се директорката и тимот пријавуваат. Не е вратено детето. Полицијата трага, ги нема. Не разбирате како се е постапено. Не може да не може алки да им ставиме што тој истиот Јове Костадиновски тоа дело го повторува по трет пат. Кој е Значи тој Јове констатација. Костадиновски? Јове Костадиновски од Шашавалија што излезе од затвор. Значи прво силувал 5-годишно девојче, потоа баба и едно од штитениците од 11 октомври. Значи тој ако е веќе сторил 3 дела, за него знаете колку години казна повторно досудија? Само 15 систем нека се да. Само 15 години. Да. Значи за трето кривично дело? Не, се извинувам. А опцијата Доживотна казна затвор или затвор болница со целосна изолација. Доживотен затвор во моментот Има само, ви реков, не е предвидена казна за има во педофилија? член 188, ако тоа се стори на грозоморен начин, ако го сторат двајца или повеќе сторители, А ако има и друг освен грозоморен начин на само така е злоупотреба на дефинирано. дете. И ако е животот на детето доведено во опасност.
И јас искрено да ви кажам, ми се крева косата на глава. Преска загатаве, да, еле, па добро, не се розови ситуациите, ми тоа не е ни така црно. Значи ние сега збориме само за овие ситуации што се случуваат. Сега веќе имаме Но мораме да ги да, дефинитивно. информираме граѓаните за да може да препознаваме вакви Пред малце кажавме, значи вонредни она што ситуации. за жал поголемиот дел од колегите покрај тоа едно време кога бев државен секретар сум инсистирал на тоа. Значи, центрите за социјална работа си ги имаат ингеренциите. Меѓутоа тука и судиите дефинитивно не сите, меѓутоа исто така имаме проблем. Значи, имате состојба каде што по закон на природата сите сме ние родители. Меѓутоа факт е кои колку се добри. Сега нема скала на мерна и така натаму, меѓутоа имате и ситуација на очиглед на сите, ние имаме деца на улица еден куп, презимаме мерки и така натаму, родителите им даваме можност, нема тоа се повторува и така натаму, тоа е трансгенерацијски наследен проблем. Имате деца кои што ги терат на заставување, да е мајката определува цена, што вика во струга, катастрофа. И сега се плашиме да се липиме да им го земеме правото. Па милион пати е подобро и посушествено да го земеш, тој што не треба да биде родител и да го земеш и да го земе државата, нека има трошоци своји ресурси да го воведе во патот на возрастните и на среќните околности така натаму и животниот пат да му го трасира. Знаеме ова влада што направи, на пример сега нема тенденција така, меѓутоа 3000 евра да даете од премине од 300 евра беше, 300 евра за школарина, плаќање кирија, постојана парична помош, вработување сега станови. Тоа никој не го направи. Гарантирам во Европа нема така некој што презима за овие деца што тие нема кај да тропнат. Сега, некои имаат родители, што ако ги има? Кои родителите заработуваат на нив? Значи прават најгрозоморни дела пред самите нив. Ние имавме познато семејство од аеродром, да не го кажам. Настана убиството, јас првиот пат кога контактирав директорот што настана убиството на другарчето албанче што го бранеше наше македончето дете и така натаму. Детето што го стори убиството е од крајно дисфункционално семејство кое со години го водиме ние затоа што тоа самото дете гледало во својата куќа како мајка да се проституира за да може да му купи на таткото наркоман дрога. И како влагаат муштариите и искачате на друго пред очите на децата. Тие растеле во еден таков амбиент каде што сите изведени немало тука ни љубов ни ништо. Значи таквото семејство тука се наоѓаме виновни. Значи ако сме имале созналие, сме можеле да спречиме на време да се одземат. Едноставно и крај. Значи мораме да превенираме, мора да нудиме широк опсег на речеме на квалитативни мерки за поддржување на системот на семениот систем, зашто е најдобро во природната средина. Ама онамо каде што тоа се нарушува, тука веќе нема. Значи тука највистина крајни казни доживотно и така натаму, особено за рецидивисти. Значи ти си му дал шанса. Секој во животот од нас од било кој особ може да направи грешка. Би тоа повторно 7 години во затвор, искача за месец дена, не знам штипи каде беше прави, мислам каде е лекот. Зато забуните настануваат во она универзалното право и човекови така натаму слобода. Јас сум од ама овде имаме. Не може ако се доведува во прашање животот, безбедноста, правилниот раст и развој на детето не може да се споредува со човековите права на педофилот. Никако. Ако се согласувате, да погледнеме првиот дел од дебатата со колегите Сашка Цветковска и Наум Стоилковски токму на оваа тема околу човековите права на педофилите визави правата на децата. Сулудо е за некој што издава стан, а да не провери дали, ако живее во близина на градинка или на школа, го издаде на педофил. Видете, јас немам деца, ама многу се плашам од лопови и баш зошто еве државата не овозможи стан на кратци. Па да видиме јас кога ќе се пресувам Супер, да видиме кои се кратци. Супер, па одлично. Не е одлично. Има агенции не е за одлично. обезбедување, има камери, има блиндор врати, има Дали тие куќиња, луѓе- има живот у семејство, пошироко семејство. Секој има свој. Вие велите има блинд врати, а можеби не можеме да си ги дозволам. Истото јас можам да ви го кажам, зашто вие не најмите обезбедување за вашето дете? Тоа не е најдам решение. обезбедување Па за моето викате, дете. блинд врата јас треба да купам ако се плашам од лопови. Зашто и мене не ми возможат регистар на лопови? Не е во ред. Дали тие луѓе отслужиле казна? Како системот се бори со педофилијата? Има земји кои објавуваат регистри, како на пример САД, има земји кои не објавуваат, како да речеме поголемиот дел од западноевропските земји. Дали во Соединетите американски држави, бидејќи најчесто сите на тој регистар се повикуваат, дали е намален бројот на такви криминални акти, на напади на педофили врз деца? Статистиката е лесно достапна и говори дека не е намален. Значи ние треба да ги гледаме ефектите. Какви ќе бидат ефектите од тој регистар? САД како една од најголемите демократи во светот има јавен регистар за педофил, дали тоа можеме да кажеме дека они ги почитуваат доволно за човекови права. Дали човекови права човек може да се избори за своето право, така? Детето како дете, и сега збориме за многу мали деца. Добро. Ако не го заштитиш, не знае и не може да се заштити. Ме разбираш? И сега, Одговорноста. нашата одговорност е да ги заштитиме тие деца.
Наша одговорност на возрастните е да ги заштитиме. На кој начин тоа ќе го направиме? Но мерките со кои тие деца ќе се заштитат треба да се во корелација со законите, со уставот и треба да имаат своја А ова поддршка не е во системот корелација на со едно и со други владењето се на треба. правото. Па Уставниот суд не оцени така. И како новинар, и како родител, можам да кажам дека потребата од овој регистар е голема, бидејќи сум ја искусил и лично. Значи, прво од новинарска заинтересираност го отворив да проверам, меѓутоа кога видов некои луѓе таму, со кои што сум бил и во контакти и кои што сум ги среќавал, апсолутно ја сватив реално потребата од постоење на еден ваков регистар. Таа е сестра на осуден педофил од едно скопско село и по објавувањето на регистерот, тој човек со нив не живее долго време, значи одложил и затворска казна во прилично висока и претходно не бил во добра комуникација со семејството. Меѓутоа по објавувањето на регистерот месец или два, колегите на работа каде што работи таа девојка разбрали и таа ја изгуби својата работа како последица на објавувањето на тој регистер. Што ако судот сгреши и осуди невин човек, а потоа семејството ги трпи последиците? О, Се правеле такви грешки? Именно тоа е грешки причината зашто и смртната казна е укината. Статистички се правеле такви грешки. Јасно. Статистички, бројот на повторени силувања на деца и извршени злодела врз деца е поголем него бројот на грешките. 90% од педофилите осудени, нели, рехабилитирани, Добро, знаете ли во која држава има најмалку повратници педофили? Дали знаете? Во која држава која? има најмалку повратници педофили? Во која? Во Шведска. И дали има таму регистер на педофили? Кои мерки ги Нема предзема? регистер на педофили. Ако е целта ние да ги намалиме повратниците педофили, тогаш ајде да работиме на таа цел. Добро, за крај на емисијата да сумираме и можеби еве доколку имате Коментар. некаков коментар за ова. Еве ја имам коментар, значи нема сигурен третман за работа со рехабилитација додека ја излежуваат се- затвор и затоа се значи ниту еден психијатар, нейропсихијатар, стручно лице не нашол формула како ќе работи со нив да знаеме кога ќе излезе од затвор дека нема да го повтори делото. Тоа е така. И затоа, повторно ќе кажем, хемиска кастрација, електронски алки, доживотна казна за рецидивисти. И уште нешто малку ме загрижа со Централниот регистар, што немаме увид на сите досега осудени педофили. Мислам дека од 2006 наваму се самоставени. Значи тоа се стотина, а претходно што биле осудувани ги немаме на увид. И што Зошто, служиле како, казна, да, и што служиле Селективно, казна. Значи, ако се повторува делото, не значи дека податоци. Може некој од дело што сторил пред Не 20 знам. години, нема Не гаранција, знам. не застарува. Не знам. Инаку, ова само на крај ќе го кажам, кога има обука со судиите и јавни обвинители на оваа тема, кога ги прашав, добро ве суди, зошто вие секојаш го допирате минималниот прак и досудувате минимални казни? Законот ни дозволува од до. А кога ги прашав, добро, ако го педофилот силува вашето дете, што ќе направите? Знаете кој беше одговорот на Максимално. судиите? Ќе го бием. Прва бандера, вика. Прва бандера. А викам, ве боли, а XX детето таму минимална казна. Иако казните, пак ќе кажам, не се решение, на превенција треба многу да се работи, дури треба се работи и на охрабрување детето, да не молчи, да вика, да гриза, да удира по незгодни делови на телото. Ако веќе стигнало до таа ситуација, ама тоа треба образовниот систем малку да ги охрабри децата, дури ако треба и на самозаштита. Добро, јас дефинитивно останувам на ставот дека да, превенцијата е најважна. Во овој контекст мора да покрај регистарот што несомнено треба да се постои, не, тука нема више дилеме. Делумно отворен или затворен? Отворен. Отворен, да. Меѓутоа, паралелно може да се размислува и дефинитивно треба да се размислува по однос на хемиската терапија и сигурно психотераписката, значи психотерапија. Она што би било добро да го направиме во корелација со правосудството е да можеме центрите за социјална работа, како што знаеме, да организираме одредени видувања на деца во затвор, на некои родители и така натаму. Значи, имаме соодветен влез да направиме допир, да нашите психолози, најлесно да се добие специализирана едукација и така натаму, да влагат и додека се уште во затвор да почне да се работи. Станува збор сепак за човечки битија. И така натаму, слушаат се упрашање, а може да направат ново злодело и така натаму, значи превентивно да се работи уште таму психотерапија. После тоа центрите за социјална работа да презимаат мерки, нешто слично како на запад што го прават по филмовите, сме гледали, ми тоа веќе имаме сознанија, да се следи, значи на крајот крша да има еден строг мониторинг, да се јави еднаш месечно каде е на работа и така натаму, иначе она што го слуша пред малце сестрата, брат,
од не знам кои други да трпат консеквенции, тако нешто е навистина патот на директна дискриминација, тако нешто не е во ред. Значи, секој е свесен сам за последици и треба директно да одговара, затоа што ни криви ни должи, ние можеби не сме сакали да се родиме овде, сме се родили и така натаму, роднините се тие, родителите не се тие. Не можеме да бегаме од таа одговорност. Значи, такво нешто е недозволиво. Пред малку добро рече Змијана, не може да презимаме самите граѓани, значи од тој аспект правдата во свој раце, и ова е исклучително важно. Секоја чест на судиите, тие се врв во една држава, во секоја држава на крајот е причата, меѓутоа мора да станат многу попорозни за овој тип на посензибилизирани за овој тип на дела. Дали се работи семејно насилство со деца, малолетници и така натаму, сите што се во дадена ситуација, особено за деца за казни. Значи, кога имате од до, зашто да не биде максималната? Не ја знам причината, веќе ќе се вреже некаде тоа, веќе некаков сигнал ќе направи. Така да и превенцијата дефинитивно со сите системи. Господине Миновски, господине Змијанац, ви благодариме што бевте дел од Зебра, на гледачите им благодариме што не следеа. Поздрав!